И премиерот нема проблем да биде северно-македонски. Председателот на владата Димитар Ковачевски си го сподели твитот на бугарката Кристалина Георгиева, директор на ММФ, во кој таа го представува како северно-македонски премиер. Но наместо да ја коригира Георгиева, премиерот по истите постапки како и неговите колеги во владата, со молк прифаќаа да бидат северно-македонци. Таков беше случајот и со вице-премиерот Бојан Маричик, кога не се осмели ниту да ја укажа на министерката за европски прашања на Финска. My message to North Macedonians, to put it right, is welcome to the European Union. Господине Маричик, еве веќе повторно слушаме за гостите кои што се овде во Скопје, очигледно не знаат дека ние сме македонци, туку не нарекуваат северно македонци, па се оправаат во македонци. Дали ако ни идентитетот бетон, ќе им кажете јасно на нашите гости кога доаѓаат тука дека ние сме македонци, а не северно македонци? Во однос на гостите, мислам дека покажаа во своите говори висока почит и за македонскиот јазик, и за македонците, и за нашиот идентитет. Претходно станавме северно-македонци со северно-македонски партии, а добивме и северно-македонски председател, откако CNN така го потпиша Стево Пендаровски. И затоа што идентитетот ни беше загарантиран, северно-македонци во 2 дена 2 пати не наречи францускиот председател Емануел Макрон. I'd like to thank the Bulgarian Prime Minister, coalition partners, opposition parties who actually voted that through. And congratulations to North Macedonia on the progress. There's work still to be done, but that's important progress nonetheless. За источниот сосед, поточно за премиерот во оставка Петков и партиите ни станаа северно-македонски, ама тоа на македонската влада очигледно не пречи. Северно-македонските партии протестирале против францускиот предлог, кој е голем успех за бугарската влада. Ако Македонија се согласи со францускиот предлог, во уставот на Македонија ќе влезат бугарите пред да почне преговарачкиот процес. Но ова не се единствените случаи. Македонскиот министер за надворешни работи мораше да ја објаснува својата преведувачка, бидејќи таква била германската терминологија. Дали има посебна северно-македонска нација, посебно од бугарската? Северно-македонци станавме и за поранешниот генерален секретар на НАТО, лорд Џорџ Робертсон. Иако во Преспанскиот договор јасно е напишано дека сме македонци кои говорат македонски јазик, сепак за светот се почесто стануваме северно-македонци, а и Линденска молчи.